По повод Меѓународниот ден на младите 12 август, градоначалникот Орце Ѓоргиевски взе да учество на конференцијата Општините пријатели на младите, младинското учество во фокусот, финансирано од Европската унија, а имплементирано од Националниот младински совет на Македонија заедно со партнерите. На панел дискусијата тој говореше за процесот на исполнување на обврските на општина Кисела Вода во поглед на интегрирање на младите во локалните заедници, предизвиците со кои се соочуваат, како и за стратегиите кои се применуваат за ефективна интеграција на младите во локалните демократски процеси. Екс-директорот на зоолошката градина Ѓорги Галетановски на неговиот Facebook профил откри дека поднел документи на огласот на град Скопје за директор на Зоо Скопје. Како што вели тој, ова го прави во името на многу засегнати граѓани на Скопје и Македонија кои му пишале деновиве, но најмногу за животните и колегите кои заслужуваат мир и благосостојба достојни за нив. Бара од градоначалничката Данила Арсовска и Советот на град Скопје мандат од 1 година во кој ветува дека ќе ги подобри условите и ќе врати гордоста на зоолошката градина. Во градски парк во Скопје на 17 август ќе се одржи Скопје Creative Festival, по кој ќе учествуваат млади поединци во различни уметнички дисциплини, вклучувајќи пеење, танцување, стендап комедија, цртање, поезија и правење филмови. Надоврзувајќи се на успехот од минатогодишниот мини фестивал Скопје Creative Festival ја продолжува својата мисија да обезбеди платформа за сите млади да ги пренесат своите вештини. Фестивалот е дизајниран да создаде средина каде што креативноста нема граници, поттикнувајќи можности за поврзување на младите уметници каде тие ќе можат да се сретнат и соработуваат со истомисленици и потенцијални идни партнери, соопштија организаторите. Машката рекометарна репрезентација на Македонија до 18 години го отвори разигрувањето за пласман на Европското првенство со победа над Украина со 26:21 и го направи првиот чекор напред кон станокот на елитната дивизија. Најдобар кај Македонија беше Самуил Ристевски со 8 гола пред Дамјан Митев кој имаше 6 реализации, додека Теодор Пецановски постигна 5 гола. Во близина на скопското село Блаце се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби 17-годишен тинејџер. Несреќата се случила кога автобус на ЈСП со број 81, кој се обраќал на редовната линија, се судрил со автомобил по кој се наоѓале двајца малолетници. Тинејџерот кој го управувал автомобилот веднаш бил пренесен во градска болница, каде починал како последица на сериозноста на повредите. Неговиот 13-годишен брат, кој бил сопатник во возилото, исто така е хоспитализиран со сериозни повреди на главата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно